Интеркултура, интеркултура. Во ромската заедница има многу невладини организации, дел од нив се и доста силни, ги работат процесите, од друга страна има и неколку политички партии. Дали вие сметате дека оваа ситуација е добра од демократски аспект кога постојат толку многу различни субјекти, или пак можеби има и недостатоци затоа што многу тешко е да се постигне консензусот внатре во самата заедница и од тие причини ослабува и можноста за притисок, за приоритизација и така натаму. Како ја оценувате вие оваа ситуација? Многу пати ми е поставувано ова прашање, ја лично размислувам, што се однесува до политичките партии, тоа е погубно за ромската заедница, бидејќи во нашата држава има 6 изборни единици, самиот изборен модел не ни дава можности да поминиме сами така, уште поделени во повеќе политички партии, уште полоши. Значи, 6 изборни единици, ромите живеат на целата територија на Република Македонија, за разлика од албанскиот политички електорат, кој е во едно место, односно Западна Македонија, повеќето, вклучувајќи го и Скопје, кај ниве е можноста, и оние се и повеќе по бројност во државата застапени као граѓани, кај нив тој проблем го нема. Од погледа, од аспект на невладиниот сектор од ромската заедница, овие невладини организации, не сакам погрешно да бидам сватен. Значи, политичките партии немаа да финансиски средства, буџети, да можат нешто практично, освен политички решенија, да издвојува, да подготват терен за да можат невладините организации да добијат тој проекти кои би се имплементирале директно на ромската заедница. Меѓутоа, на жалост, не значи многу невладини организации добро за ромската заедница. Значи, битно е ромските невладини организации кои ги имплементираат, спроведуваат тие проекти, да се наменски, да не кажам 100% и 80% од паричните средства кои им се доделени во тие проекти, да се имплементира директно од кои бенефит има самото ромско население, од ромската заедница. Има доста извори и има одредена анкета, слушам, и некој инспектор од Европска комисија бил тука, спроведувал некои истражувања во поглед на како се спроведуваат проектите од невладините организации, од кои слушам дека е ужаснет, односно не се спроведуваат во практиката. Апелирам исто така до невладините ромски организации кои работат во овој сектор, сериозно и искрено она што се наменува за граѓаните од ромска заедница во поглед на финансиските средства каде да ги инвестираат инфраструктура, образование и другите, максимално професионално да го дадат својот интерес, да се подобри колку толку животот на нашите дечиња и генерално и на повозрастните, односно целата ромска заедница. Не е доволно да се сака, мора и тие да таргетираат оње состојби и проблеми кај ромската заедница кои ќе бидат постојани, односно нема да бидат еднократни проекти, се завршува проектот и престана понатака импликациите, односно подобрување на животот кај ромската заедница. И на жалост, она што сакам да го потенцирам, на неколку невладини организации им се даваат повеќе средства, а другите може да се и поквалитетни, меѓутоа секој како ќе се снајде, односно како ќе се интегрира во смисол на донаторите. И за мене тоа не е здрава ситуација, кога се фаворизираат неколку организации, а состојбата на ромите практично да направиме одредени анкети не е воопшто подобрена. Од друга страна, ромските организации и културните и останатите често пати велат дека не се доволно поддржани од државата, од конкретните министерства, па дури се случува и да изнесуваат бројки дека тие суми се символични. Од друга страна, министерствата знаат да се
правдат. Имаш ситуација во Министерство за култура дека нивото на квалитет на тие проекти не се како оние кои што доаѓаат од мејнстрим организациите. Дали оваа состојба е таква, се слагате со неа, или и во таа смисла кои се начините за да се надмине, да се подигнат капацитетите на ромските организации, за тие навистина да може да ја негуваат културата на ромската заедница? Како на почеток што наведив, откако сум национален координатор во нашата држава, правам контакти со сите веќе министерства и помеѓу останатото разговарав и со едно министерство, еве да посочам, некаде може да има 3-4 илјади вработени таму. Таму нема ниту еден ром вработен. Значи, тоа не е во ред. Значи, секој министерство треба да ги отвори вратите за ромската заедница и нека си имам во предвид она, ако се бара со висока стручна спрема и оспособени за тие работни места, да се вработат роми, не плаќаме ние, као што кажа, одредени даноци, нели, и така натако, меѓутоа, ништо не се враќа за ромската заедница. Не е доволно, пример, Министерството култура, кое знам постојано финансира некои трубачи во Куманово, некој прослава налево надесно, ништо нема кои се постојани со системски трајни решенија проекти да се подобри животот на ромската заедница, да се влијае на свеста на младите во поглед како во иднина да го чекорат патот кон подобрување и интеграција на ромската заедница. Мора, виновни не се само ромите во состојбата во која се наоѓаме, као што кажувам постојано, и државата има повеќе вина од самата ромска заедница. Тоа може и за мене и лесно процентуално да се изрази. Ако ние неаме како и не сме еднакви во правата со останатите, значи ние не можеме да очекуваме дека ромската заедница ќе оди напред, дека ќе се случи одредена ренесанса општествена, политичка, културна, економска и во секој поглед ќе се подобрат животните услови кај ромската заедница, или ќе имаме квалитетни образовни структури кај ромската заедница. Меѓутоа, она што сакам да го посочам, токму нашата држава е лидер во поглед на состојбата на ромите. Дали тоа државата го направила сигурно во одреден процент, ама сами и ние ромите се разликуваме од другите држави. Значи, образованието во Македонија кај ромската заедница е на највисоко можно ниво во поглед и на запишани ученици во основно, во средно образование, во високото образование, завршени дипломирани студенти и она што се вика вработување во институциите на системот. Лидери сме, можам со одговорност да кажам. Меѓутоа, не е доволно, сепак имаме питачи по улиците, оние што се бора за корка, лепота, има висок степен на сиромаштија, као што наведивме, дури има, ја поново кажувам, не сакам да обвинам ни една влада, меѓутоа сите влади недоволно направиле, али недоволно направиле процентуално за подобрување генерално на животот на ромската заедница. Познати сме по односот мирољубиви, пацифисти, на никого ништо во животот штета не му направивме, напротив, овие краишта ги населивме уште пред 1000 години со песма, музика, донесени занати од нашата прататковина Индија и така натаму. Како и да е, без поддршка на државата ние не можеме да се движиме напред, не можеме да направиме интеграција, напротив ќе направиме поново штета, наместо превентивно да се постапи, да не им се дава социјални помоши, да се вработуваат и така подобро и ќе заработуваат, подобро ќе се интегрираат, штетата од ресоциализација е далеку поголема. И ја викам 1:7. Ако е така, јас очекувам и владата во која и јас работам, искрено и доследно
честно да помогне ромската заедница да ја подигнеме од сиромаштијата во која се наоѓа. Значи, никој од нас не е посиромашен, никој од нас не е по неписмен, никој од нас не живее во такви лоши катастрофални ситуации. Например, се случува одредени заедници, некое семејство да живее во лоши услови, одат, го сликаат, го снимаат, го прават, а кај нас 90% са во таква состојба. Кај одредени случаеви са ретки, кај другите народи, да кажам, кај нас 90% живееме во многу лоши услови. Мислам дека сите субјекти во државата, дури и граѓаните, сериозно ќе ја разбера состојбата во која се наоѓаме и ќе ни пружат пријателска рака да помогнеме да излеземе од ова крајна катастрофална состојба. За крај, дали ве плаши овој подем на движења кои што стануваат се повлијателни во Европа, на радикалната десница, кои што се ксенофобични, антимиграцијски и така натаму. Во ситуација кога јакнат таквите движења насочени генерално против другите, всушност први на удар се ромите и тие се засилува дискриминацијата против нив. Дали тоа ве плаши и како да се одбраниме против таквите тенденции? Видете, значи таа состојба е постојано присутна и во најмиролюбиво време и кога нема војни као во моментот и би кажал светска една и економска криза, иако сите само ја потенцираат, дека ќе дојде таа си постои, нели? Ако една голема држава као што е Германија, која била лидер, економски лидер во Европа, се тресе од економската криза во која се наоѓаат, тоа ги предизвикуваат и овие националистички, фашистички, ултрадесничарски појави кои постојано во таквите држави се случуваат. Значи, и во војните кои се водеа на Балканот и во бившите југословенски поранешни републики, ромите најповеќе настрадаа. Има податоци за тоа и на Косово, и во другите држави. Значи, опасноста од тие нечовечки движења, напади врз ромската заедница ги има постојано и во држави блиски во нашата околина и имаше случаеви на убиства и на мали деца од 7-8 години и така натака. Секако, секое лошо време за ромската заедница, тоа го научивме ние, таа лекција уште од фашистичка Германија, она војна која се водеше, да кажам, низ повеќе држави низ светот, најлошо помина ромската заедница. Можда самите податоци, која ќе кажеме 500 до милион луѓе отишле по онje концентрациони логори и она се што се случувало со ромската заедница, секогаш тоа чувство постои кај ромската заедница, на жалост. Ви благодарам за гостувањето. И ја ви благодарам. Интеркултура, 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 интеркултура.